Добар ден, пладневно информативно издание на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година официјално го прогласи 17 октомври за светски ден на борба против сиромаштијата. Под мотото «Од дете за дете» во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип во тек е акција за донирање на облека за деца. Владата преку Агенцијата за вработување објави оглас за отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година официјално го прогласи 17 октомври за светски ден на борба против сиромаштијата. Целта е со одбележувањето на овој ден да се предупреди на проблемот со сиромаштијата и бедата и да се укаже на потребата на нивно искоренување. Според податоците на Државниот завод за статистика објавени во април 2015 година, во 2013 година стапката на сиромашни лица во Република Македонија изнесувала 24,2%. Анализирани по типови на домакинства, стапката на сиромаштија на домакинствата составени од двајца возрастни со две издржувани деца во 2013 година изнесува 24,8%. Според најфреквентниот статус на економска активност, стапката на сиромашни вработени лица е 11,1%, додека стапката на сиромашни пензионери е 10,9%. Под линијата на сиромаштијата во 2013 година живееле 500.400 граѓани или 24,2% од вкупното население, објави Државниот завод за статистика. Светската банка нотира намалување на стапката на сиромаштијата во Македонија за 2,8% во период од 2010 до 2013 година. Според неа, тоа се должи на отварањето нови работни места и укажува на подобрување на условите за живот. Се очекува сиромаштијата да продолжи да упаѓа и во следните години поради отварањето нови работни места. Сепак невработеноста останува главен предизвик, особено меѓу младата популација, бидејќи стапката на невработеност кај младите се уште е многу висока, што предизвикува големи краткорочни и долгорочни економски трошоци, а исто така и социјални последици, се вели во извештајот на оваа меѓународна банкарска институција. Под мотото «Од дете за дете» во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип во тек е акција за донирање на детска облека и играчки. Родители на децата кои се запишани во сите клонови на оваа штипска градинка во изминатиот период можеа да доставуваат облека за различни возрасти, обувки и детски играчки, кои подоцна ќе бидат селектирани според возраста за која се наменети. Меѓу донациите може да се видат различни делови облека, од чорапи до зимски јакни. Оваа акција ќе трае до вторник, дознаваме од Трајан Коцев, директор на детската градинка Вера Циривири Трена, пошто селектираната донација ќе биде распределена на повеќе институции. Дел од донесената облека понатаму ќе биде донирана во Општинската организација на Црвениот крст во Штип, дел на семејства во социјален ризик со мали деца, а дел на детското одделение при Штипската клиничка болница. Во тек е огласот за подршка на отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување обезбедува финансиска подршка со неповратни средства над 15.000 евра за отворање на сопствен бизнис. Се работи за добро осмислен и извонредно поволен пакет за отварање на бизниси за вработување на лицата со инвалидитет. Во вкупен обем тие се стекнуваат со правото и можноста да добијат цена се околу 15.000 евра, кои што ќе бидат искористени за креирање на бизнисот, за вработување на 2 дополнителни лица во истиот тој бизнис и за добивање на помош од посебниот фонд на агенцијата, што представуваат средства кои што може да придонесат за квалитетно остварување и развивање на самиот бизнис. Ќе продолжиме со подршка на оваа категорија на граѓани со цел поголема нивна вработеност, но ќе продолжиме и со другите мерки и активности за зголемување на вработеноста во Република Македонија.
Може да се пријават сите евидентирани инвалидни лица кои својата идеја може да ја реализираат во успешен бизнис план преку програмата за самовработување на инвалидни лица. Сите заинтересирани треба да поднесат барање до подрачната единица на Агенцијата за вработување. Потоа следува обука која трае 5 дена, по која се изготвуваат бизнис плановите. На крај, по одлука на Агенцијата за вработување се склучуваат договори со лицата на кои ќе им биде одобрена бизнис идејата и им се исплаќаат паричните средства во материјална вредност. Најголем дел од невработените во земјата, односно околу 30% се на возраст од 45 и 55 години. Преку образование и доквалификација овие граѓани можат да станат конкурентни на пазарот на трудот и да најдат работен ангажман. Ваква можност на невработените им нудат универзитетите. Штипската образовна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке е организатор и домаќин на 3-дневна меѓународна работилница за имплементација на добри земјоделски практики во овој сектор. Проектот се однесува исклучиво на работа во областа на земјоделието. Фактички проектот трае 2 години и е базиран на истражување на потребите на земјоделците од обуките во наредниот период. Инаку ние како држава и како Балкан настапуваме во рамките на овој проект како едноставно искуството што ќе ги стекнеме во соработка со државите од Европските унии кои се членки партнери на овој проект, ние ќе бараме да ги пренесеме на територијата на Балканот. На работилницата која е во функција на размена на искуства со развиениот свет, учесниците ги презентираа сопствените искуства, но и дојдоа овде за да се стекнат со нови сознанија од домакините. I come from the University of Cartagena in Spain. Доаѓам од Универзитетот од Картагена, Шпанија, и имам искуство во областа на земјоделието со возрастни слушатели. And also professionals, technicians and farmers. Сметаме дека можеме да ги подобриме практиките во областа на земјоделието и воглавно размена на знаење. С цел да сътрудничам в този проект. Целта да учествувам во овој меѓународен проект за да помогнам, но и ние да се стекнеме со ново искуство, за да изградиме соодветни структури за доживотно учење во нашата држава, или во областа на земјоделското стопанство, или во друга област каде што ќе можат да се развиваат овие европски програми. В други сфери кадето може да се развиват тези европейски програми. Българија като цяло земјоделието е многу добре развито. Во Бугарија земјоделството е развиено, но голем дел после промената во општествениот развој, голем дел од земјоделците останаа без земјоделско образование. И токму тоа го поттикнува интересот од нив да се стекнат со знаење за да можат да работат на повисоко ниво. Оваа форма на образование би имала позитивно влијание во областа на аграрот во Бугарија. Тази форма на обучение считам, че би имала добро приложение в България, особено в областта на аграрните науки. Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на турбо фолк луѓе. Тур де стендап, проект на младиот актер и стендап комичар Бојан Велевски, започнува од Штип. Публиката вечерва во Домот на млади ќе може да ужива во 75-минутниот настап на Бојан, во кој се содржани настани случаи од секојдневниот живот. Почнуваме од Источна Македонија и поднасловот на оваа турнеја е Тур де стендап Исток. Сонцето изгрева на Исток, па ајде и ние велам да ги, како се вели тоа, да ги огрееме штипјани и сите луѓе во Источна Македонија со по една насмевка, која што се надевам да ќе трае цели 75 минути, колку што е планиран да трае настанот. Планираме околу 15 на градови низ Источна Македонија, почнувајќи од Штип на 17 во Домот на млади. Публиката за овој вид на шоу во нашата земја од година во година е се побројна и знаат како да се однесуваат на ваков вид на настани. Стендапот има огромен потенцијал кај публиката, со тоа што се уште не е доволно искористен според мене. Токму една од целите на оваа турнеја е да го искористи тој потенцијал и што се вели да покаже дека публиката сака да присуствува на ваков тип на настани, бидејќи у принцип многу ретко се случуваат и условно кажано гладта кај луѓето за стендап е голема.
Бојан Велевски со стендап комедија се занимава повеќе од 4 години. Досега има остварено соработка со повеќе стендап комедичари, а најпознат е по соработката со Ефтим Трајчов, со кој го работеа познатото стендап шоу "Чекајќи го министерот". Шоуто Тур де стендап ќе обиколи 35 градови во нашата земја. Кина објави снимки од телескопот кој започна со изградба од 2011 година и представува величинствена конструкција со пречник околу 500 метри. Кинезите најверојатно се држат до правилото колку поголем, толку подобар, па новиот телескоп ќе има за 200 метри поголем пречник од моменталниот рекордер Арекибо обсерваторија во Порто Рико. Телескопот е сместен во долината Даводанг во провинцијата Квеичо, а крајот на неговата изградба се очекува во септември 2016 година. Овој телескоп ќе биде во можност да ги детектира сигналите од планетите, екзопланетите, пулсарите и галаксиите оддалечени илјадници километри. А една од неговите можности ќе биде прибирање на радиобранови кои би можеле да бидат индикатори за вонземјанскиот живот. Албанската полиција во склоп на големата операција за спречување на недозволената трговија со дрога запленила 3,2 тони канабис на југостокот од земјата. Во соопштението на полицијата се вели дека канабисот е пронајден во планинската област во близина на градот Џирокастра, 220 км јужно од Тирана. Во таа акција никој не е уапсен, а нема ни осомничени за извршено дело. Повеќе од 250.000 луѓе загинале во граѓанската војна во Сирија, која почна во 2011 година, соопшти сириската опозицијска организација за човекови права. Тие наведуваат дека во државата загинале 250.000 луѓе, од кои 74.000 се цивили, меѓу кои 12.000 деца и 8.000 жени. За повеќе од 3.000 загинати се уште не се знае идентитетот. Граѓанската војна во Сирија почна во март 2011 година како народен бунт, но подоцна во него се вклучија режимски и бунтовнички сили, како и курди и џихадисти. Фенербахче на нашиот екс-репрезентативец Перо Антич вчера вечерта триумфираше уште во првото коло против Бајерн Минхен во рамките на Евролига над преварите со резултат од 74 наспроти 67 поени. Добрата дефанзива и прецизните напади беа пресудни во последната четвртина за комплетен пресврт на надпреварот. Антич играше 24 минути и постигна 7 поени, 6 скокови и 1 асистенција. Во следното коло од групата А, Фенербахче и Перо Антич ќе му гостуваат на Страсбург, кој во првото коло загуби од Црвена звезда со 81 наспроти 59. Нью Орлеанс потврди дека подпишал договор со нашиот екс-македонски репрезентативец Бо Мекелеп, кој ги бранеше националните бои во периодот од 2010 до 2011 година, каде што на Европското првенство црвено-жолтите го освоија најдобриот пласман со освојување на 4-то место. Тој се враќа во неговото родно место, каде што ја започна неговата играчка кариера. Со овој договор, натурализираниот репрезентативец е вториот македонец кој што заиграл некогаш во НБА лигата. Ова беше се што ви подготвивме во Пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните актуелности гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!